Квалитетот на образованието, здравството, животната средина или воопшто нивото на квалитетот на животот во општествата во голема мера зависи од тоа какви политики спроведуваат политичките партии кои освоиле власта, оние кои носат одлуки во името на сите граѓани. Младите се важен дел во секоја земја и нивниот интерес и вклученоста во носењето на одлуките влијае и врз развојот на општеството. Но колку младите во Македонија се заинтересирани за политиката? Во изминатите 2 години, младите во Македонија преку студентските и средношколските протести покажаа интерес за поголема вклученост во демократските процеси. Но сепак се чини дека апатијата кај нив се уште е присутна. Како млад човек сметам дека е премногу голема преокупација се замараш со нешта кои не засегаат на некој начин и врз кои немаме влијание. Па не знам, не ми е толку битно тоа во моментот, поведаме на факултетот. Политика е наука за животот. Народот треба да управува со политиката. Ама треба да не засега сите нас, пошто проблемите се решаваат заеднички. Нема време едноставно. Не ме влече политиката. Што не ме интересира. Покрај слабата заинтересираност за политиката, младите во Македонија не го користат доволно и правото на глас. Ова беше нотирано во неколку истражувања на домашни невладини организации и меѓународни експерти во минатите изборни циклуси, во кои се вели дека недоволната едуцираност е главната причина за слабото учество во најважниот демократски процес – изборите. Дали знаете како се гласа? Не гласам никогаш. Планирам да го користам правото на глас, но не се замарам во однос на пратење вести и слично. Па година прв пат ќе гласам, ама знам како иде протоколот. Не. До сега немам отидено. Прва година ќе ми биде ако одам. Мислам дека ќе би требало да. Моките е во народот. Народот одлучува. Политиката е народот. Тие имаат моките. Активисти од невладиниот сектор деновиве започнаа кампања на терен со активности со кои се надеваат дека ќе ги поттикнат младите да излезат на изборите на 11 декември и да го дадат својот глас.